Благодариме, почитувани колеги. Едно прашање, најпрво ќе започнем со едно прашање, доколку сака да ми одговори, не знам во оваа атмосфера дали би сакал, министерот за надворешни работи, кој што одржа проформа советување со стратешкиот совет на МНР, каде што учествуваат и внатрешни членови и одредени надворешни членови. На тој стратешки совет, каде што за 1 час и половина бил разгледуван овој француски предлог и пол од времето говор држал министерот за надворешни работи, се јавиле, освен еден добро познат нам лик, Нано Ружин, кој што нема министер кој што не го пофалил, другите имале критично мислење, и тоа што Нано Ружин фали еден предлог, да ви кажеме, не е добра реклама. Но на крајот, вие демантирајте или потврдете, на изненадување на сите, и би сакал да му се заблагодарам одовде, се јавува за збор Ајдован Адемовски. Го знаете, тој е стопанственик и е член на Стопанската комора, инаку почесен конзул на Република Турција во Македонија. И Ајдован Адемовски, како турчин, се обратил кон присутните и кажал дека може би очекуваат присутните тој да е рамнодушен кон ваквиот предлог, затоа што не ги засега правата на турците или турскиот јазик или што и да е поврзано со историјата на турскиот народ. Но прашањето од Ајдован Адемовски до министерот за надворешни работи било дали знае кој е Адем Адемовски и зошто во Прилеп тој улица со името на Адем Адемовски. И кој во декември 1942 година го стрела Адем Адемовски. Дали тие што го стрелаа беа фашисти или беа администрација? На тоа министерот немал одговор и кажал дека мора да оди на телевизија. И би сакал уште еднаш да се заблагодарам на Ајдован Адемовски, што како турчин бил солидарен и застанал во одбрана на она што значи наш заеднички живот, почитување и културни и национални особености. Сега ќе одам со договорот кој што е предложен од страна, предлог-рамката кој што е предложена од француското председателство и оние забелешки кои што ги имаат луѓето во Македонија, кои што подолго време и од министерот за надворешни работи и од сите нас работат на евроинтеграција. Тоа се неколку стручни невладини организации кои што 30 години работат на овој процес. Еве што говорат две кредибилни невладини организации. Едната е Институтот за европска политика, а другата е Институтот за демократија Societas Civilis. Во една стручна анализа по однос на францускиот предлог. Прво, повикувањето на ЕУ за заемно прифатливо решение меѓу двете држави е неприфатливо. Станува збор за проблем на една земја членка кон држава кандидат. Суштината на процесот е злоупотребена, на процесот на проширување. Доведува до политика наменување на идентитет, што ЕУ мора да го спречи и да го реши без да ја префрла одговорноста преку повици за решавање на ова билатерално прашање. Преговарачкиот процес мора да европеизира, а не да внесува билатерални политизирани прашања помеѓу две држави. За вакво решение да има легитимитет, владата мора да има широка политичка и граѓанска поддршка, која што владата ја нема. Бугарија треба да се обврзе дека темите за етнојазичната генеза на македонскиот народ нема да бидат услов во европската интеграција, а македонската влада не треба да се согласи дека овие теми ќе бидат мерило за напредокот на Македонија во евроинтеграциите. Македонија треба да се воздржи од започнување преговори со Европската Унија по секоја цена, бидејќи ова што го добиваме како француски предлог на преговарачка рамка не е предлог за отварање на преговорите. Ова е предлог за отварање на Уставот. А вие знаете дека отварањето на Уставот нема да помине. И со самото тоа влегувате очигледно во еден процес
на Македонија ќе и донесе дополнителни внатрешно-политички тензии, дополнително затегнување на односите и помеѓу Македонија и Бугарија и дополнителни тензии кои што нема да ги подобрат стандардите на живеење, на животната средина, на образование или инфраструктура. Напротив, ќе разговараме за минатото, наместо да разговараме за стандардите на Европската Унија и за иднината. Во моментов нема никаква гаранција дека и покрај веќе направените концесии, државата Македонија ќе стане членка на Европската Унија. Помеѓу државите членки на ЕУ нема реален консензус за зачленување на 6 држави од Западниот Балкан за нивно полноправно членство. Недозволиво е внесување на механизам за следење или спроведување на преговорите поврзани со протоколот, со заедничката историја, преговарачката рамка или, како што ги нарекувате, заедничките иштеи. Во ваков случај, тој механизам би станал услов за текот на преговорите и процесот би се претворил во диктат од едната страна за нејзини важни политички или историски прашања и би го засенил процесот на европеизација и стандарди за кои што вие тврдите дека се залагате. Вашето фотографирање во Брисел ќе биде слично на фотографирањето што го имавте со вашиот колега Никола Димитров, Зоран Заев и Кочо Андјушев. Тоа фотографирање дека сме добиле датум, испадна една илузија. Ова исто така ќе биде илузија дека се отвара говорите. Понатаму, Македонија, македонскиот јазик. Не смеат да се дозволат никакви измени на предложениот текст на преговорачката рамка во која стои македонскиот јазик, ниту дополнителни појаснувања и изјави. Зошто ова го говорам? Македонија е веќе членка во Обединетите нации. Таму никој нема ставено дополнителна изјава. Македонија веќе е членка во Советот на Европа одамна. Таму никој нема дадено дополнителна изјава. Зошто Македонија би прифатила да има дополнителна изјава во однос на Европската Унија? Затоа сметам дека ова само една замка која што ќе биде чекор напред кон продолжување на остварувањето на она што е зацртано во Бугарската декларација од нивното собрание, за која што ве предупредивме уште во 2020 година, но вие тврдевте прво дека не постои, а потоа тврдевте дека е незначаен дел од нивниот записник во Европската Унија. И на крајот, Македонија прави преседан, се согласува на преседан. Во воведната изјава на ЕУ за преговорите за пристапување јасно стои започнување на првата фаза од преговорите за пристапување. Ниедна друга држава, ниту Албанија, ниту Србија, ниту Бугарија, ниту Хрватска, ниту Словенија, ниту Црна Гора немале прва и втора фаза. Има почеток или не почеток на преговорите. Македонија овде се согласува на една фотосесија, за потоа да се вратите дома и да имаме домашни услови и задачи од кои што преку милоста на Софија, затоа што ја доведувате државата во починета ситуација, ќе зависи дали Македонија некогаш воопшто ќе започне преговори. И на крајот, вие како влада може да одлучите што сакате, но не можете како влада да одлучите и да превземете обврска што не можете да ја исполните. Вие превземате обврска дека ќе го смените уставот. Немате број на пратеници за да го смените уставот. Немате право да превземате таква обврска. И на крајот, доколку овој договор беше добар, немаше да се јават за збор 38 пратеници од опозицијата. За збор ќе се јаваат 40 пратеници од владеачкото мнозинство. Доколку овој договор беше добар, немаше само председателот на владата принуден да го образложи тука кој памфлет да држи говор. Ќе држевте говор и вие, и министерот за евроинтеграција, и сите други. Никој не се јавивте за збор затоа што знаете дека и стручната јавност, и новинарите, и народот, и пратениците не се толку наивни колку што ги сметате. Ја подценувате интелигенцијата на луѓето. Овој договор е штетен и е резултат на неуспехот на вашата лоша дипломатија. Благодарам.